Добрината и љубовта се посејани од сонцето. Токму со оваа македонска народна поговорка завршува и книгата, новата детска книга Магичниот круг на детството на авторката Татјана Гоговска, нејзина 8 книга поред, но 6 книга за деца. Ова утро, токму со авторката Татјана Гоговска, ќе разговараме за оваа книга, но и за детската литература во Македонија. Тања, ќе ви посакам добро и убаво утро, честитки за после 10 годишната пауза за издавањето на нова книга која што го носи насловот Магичниот круг на детството. Што беше предизвикот тебе после 10 години повторно да се вратите на пишувањето? Прво, добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија. Второ, благодарам за честитките. Да, 10 години пауза. Последната книга издадена ми беше Училница за глума, збирка драмски текстови за деца во 2015 година. Во јуни 2015, и 10 години после тоа, во јули 2025 издадов оваа книга. Оваа книга требаше да излезе уште пред 4 години. Значи, првичното нејзино обликување беше пред 4 години, меѓутоа не беше времето најверојатно. Во меѓувреме добив нова идеја како да содржински да ја надополнам и после сето тоа со илустрации, бидејќи ова е Магичниот круг на детството, илустрирана книга за деца со назнака од 6 до 12 години. И овие 4 години некако фолдерот стоеше тука, како да се направи, што да се направи. Конечно, минатата година добив идеја за нешто ново и еве со поддршка на Министерството за култура, делумна поддршка на Министерството за култура, излезе од печатница минатиот месец. Да, што беше инспирацијата за оваа книга? Велите пред 4 години е уште напишана, верувам дека имате многу врежани сеќавања за тоа што беше првичната инспирација како почна да се пишува и да се создава Магичниот круг на детството. Книгата Магичниот круг на детството содржи два расказа. Едниот е Најденко во Магичниот круг, а другиот е Магичниот круг, Силјановиот магичен круг, по мотивите на приказната народна Силјан Штркот. Најденко е моја оригинална расказ и двете приказни, двата раскази прво се пишувани како драмски текстови. Тоа е она првичното. Значи, Најденко во Магичниот круг е напишана 2016 година како драмски расказ и тогаш добив државна награда на анонимен конкурс за драмски нови текстови. За жал, се уште не е поставена ниеден на театар. Меѓутоа, нели, времето постанува пред нас е бесконечно, така што се надевам дека еднаш ќе имаат и децата можност и како драмски текст поставена на сцена да ја видат. Силјановиот магичен сон беше исто драмски текст, напишан 2019 година и тоа беше наменски напишан за децата од диаспората во Франција и се викаше Силјан Штркот на пат кон Франција. Таму беше изведувана. И ги споив дури минатата година кога ја правев првичната книга ми беше само со Најденко, значи ја направив како литература и некои илустрации, така како идеја и се, меѓутоа комплетниот спој го направив затоа што во едно препрочитување на двата драмска текста, иако се просторно, временски, социјално од многу различни подрачја, поднебја, социјални средини и све, временски многу различно, имаат една заедничка нишка. А тоа е она присутното кај безмалку сите деца на светот, кога растат во еден период, меѓу 6 и 12 години, се чувствуваат многу неразбрани од семејството, од блиските, па се незадоволни, па се однесуваат за нови светови. И сега, таа нишка ја има и Најденко, како нова творба од мене создадена, и Силјан. И затоа ги споив во една. Сето тоа, после што го обликува како книга, настана во консултации со илустраторката Елена Максимовска и со печатницата GTO Print, навистина убава соработка и се доби ова навистина многу убаво дело.
во оваа книжевна форма. Да, чие што телевизиска промоција ја правиме нели сега премиерно, но сепак својата промоција ќе има на 18 септември. Да, промоцијата ќе е на 18 септември во салон 1919 во рамките на културната програма за литература на културно-информативниот центар од 19:19. Ќе биде објавено, меѓутоа еве сега прв пат и објавувам и во медиум, еве во Алфа телевизија и нормално сите се поканете. Да, верувам дека ќе се најде во детските библиотеки оваа книга, која што еве за децата од 6 години верувам дека родителите ќе ја читаат, но за оние од 7 веќе кои што почнуваат да читаат, ќе си ја читаат сами. Колку според вас се работи еве за на детската литература се пишува кај нас, па и се почитува и се цени? Ова е многу суптилно прашање. Значи пред 13 години можам да кажам, 2012 година издадов тогаш, таа беше не знам која 6-та книга за деца или не знам како, патување низ детството. Исто беа драмолети, драмски игри и се за деца од помала возраст. Исто ја правевме во салон 1919 и тогаш направив една трибина, бидејќи литературата за деца беше тотално замрена. Значи тие 5, 6, 7 мои почитувани колеги, писатели и автори со години, со децени беа присутни и само тие. Значи секоја чест, меѓутоа работата е нели да се промовира. Таа трибина многу луѓе дојдоа, се потикна некако да се разговара каде оди литературата за деца во Македонија. Не беа добри воопшто ни прогнозите, ни состојбата. Меѓутоа, после тоа, некако се размрдаа малку работите, почна да се појавуваат за среќа и помлади автори. Јас морам да кажам дека јас со моите 60 и некоја, во овој период, да речеме, од 40 до 60 години, авторите сме малку онеправдени. Затоа што тие што се повозрастните го имаат приоритетот и тие веќе имаат заземени позиции, а веќе на младиве им се отвараат, што е добро, нови можности. Почна да се размрдува со тоа што од 2015 година Министерството за култура направи литературата за деца да има предност, ја зголеми квотата на финансирање на изданија за деца. Меѓутоа тоа траеше само 2-3 години и еве сега повторно гледам дека има повеќе детски автори и повеќе млади автори. Мене ме потикна исто еден коментар деновиве од една баба која што има, вика, зошто во однос на лектирите, например. Лектирите кај нас се исто, јас бидејќи кажувам јавно дека децата се најсуптилната читателска публика и авторите за деца треба да се почитуваат многу повеќе. Меѓутоа кај нас не е така. Една иста книга напишана за возрастни е повеќе ценета и авторот отколку оној за деца. На децата не можете да им дадете нешто да го читаат, да, може да им понудите, меѓутоа дали ќе го прочитаат или не, па дури ни лектира не читаат ако не им се допаѓа. Така да и околу лектирите, и околу оние што се изборни предмети, изборни книги, во нашето образование и во нашето семено живење нема општа глобална, кажеме, клима, култура за читање. Се зависи од поединците. Ако семејството читаат родителите, тогаш ги насочуваат децата да читаат, ги запишуваат во библиотеки од мали, им создаваат однес кон книгата, им ја читаат. Еве вчера едно девојче купи, една млада мајка, има 3 деца, купи втора книга. Затоа што книгата се персонализира на некој начин, бидејќи има илустрација, е мултимедијална, има создавање на музика внатре, има се, и сватила дека уште една книга, меѓутоа има и такви, меѓутоа нема глобална клима и култура. Во образованието, оние книги што се, со години, со децени, дали децата ги сакаат или не ги сакаат. Еве, мојата внука е 3-то оделение сега, Шеќерна приказна, Славко Јаневски ја читаше со песна и со радост. Меѓутоа, например, сказните исто им се задолжителна, одвај. Така да кажам дека не, во образованието повторно зависи од поединците. Какви се наставничките?
какви се педагозите, какви се училишните библиотекари, дали ги анимираат децата, дали им создаваат однос кон тоа, све зависи од поединецот кај нас. Да, излегува пред некој време некои бројки кои што многу се поразителни и страшни за тоа колку се чита кај нас, но тука сме ние нели да промовираме читањето како кај возрастните, но и така кај децата, да се направи една навика уште од најрана возраст да почнат да читат и да ја сакаат книгата и печатените изданија. Честитки уште еднаш, Татјана, за новата книга Магичниот круг на детството и секако се гледаме и на официјалната промоција. Ви благодарам многу и за поканата за разговор. Еве да прозборуваме малку за оваа книга.